Здраво и добродојавте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за биосигнализирање. Сега, биосигнализирање е релативно обширна тема, но ќе ги видиме само најглавните карактеристики. Обично, кога се разгледува биосигнализирањето, е во склоп на ендокриниот систем. Значи, кога се учи ендокринологија, се збори за хормони, се збори малку за биосигнализирање. Но вистината е дека оваа тема е поголема од ендокринологија и опфаќа многу други аспекти. Така, значи, биосигнализирањето не е карактеристично само за повеќе клеточните организми како нас, него се случува и на ниво на едноклеточни организми. Така, значи, некоја бактерија треба да знае каде да отиде или што да направи во одреден случај, така натаму, или одредени протозои кои бараат храна или се снаоѓаат во животната средина. Значи, биосигнализирањето е комуникацијата. Значи, помеѓу клетката и други клетки, така, и самата клетка сама себе која си комуницира. Нешто што треба да се направи. Значи, тоа е начин на кој клетка комуницира со околината и со самата себе си. Али, кај повеќе клеточни организми, као што сме ние и многу други растенија, животни, габи и така натаму, сигнализирањето е многу побитно. Не само што клетка треба да комуницира самата со себе, така за околината во која се наоѓа, него треба повеќе клетки заедно да комуницираат на друг вид на клетки на сосема друго место од телото, со цел целиот организам да се снаоѓа и функционира во дадената средина. И ова е многу покомплицирано. Сега. Биосигнализирањето е толку комплицирано што може да кажам дека никој човек на планетата не го знае. Сега, тоа не значи дека ништо не знаеме многу работи и има експерти во одредени делови од биосигнализирање кои што го знаат главно детално, но сите патишта на сигнализирање кај различни видови клетки, па како тие се интегрирани при различни услови и така натаму, е толку обширно и комплицирано што не е во склопот на некој човек да го знае. Дополнително не ни знаеме се што има да се знае. И тоа што го знаеме можеби има грешки од повеќе практични аспекти, така што се уште се истражуваат и се откриваат нови работи. Ај сега да видите само како онака генерална слика како изгледаат тие патеки. Еве имаме една страница, се рекува KEGG Pathways, ова е датабаза за различни работи, од биохемија има многу работи што може дека се научат. Значи ова се датабази од на различни истражувања кои што се интегрирани во едно и е многу лесно за следење. Значи, еве, да видиме сигнална трансдукција, иако вие може да се наречат дека се исто биосигнализација, но еве, имаме васкуларен ендотелен growth factor, signaling pathway. Ајде, стиснеме тука. И ќе видиме мрежа на протеини. Значи имаш протеинот, се врзува со одреден рецептор, ајде вака ќе зумирам, може подобро ви се гледа. Го имаш протеинот, се врзува со одреден рецептор, тоа понатаму активира други протеини. Така, значи активира СРЦ, СЦК, ПЛЦ и така натаму. И овие си има нормално имиња. Например, ако стиснеме на ПЛЦ, видиме што ќе ни даде. Ова е фосфолипаза С гама 1. Или има некои други имиња, во кој патишта се стрекнува. Значи истиот тој протеин, освен во овој пат кој што сега го одбравме, го има и во овие сигнални патишта. Се сретнува. Така, значи го сретнуваме на повеќе места. Или некој друг протеин. Еве, СРЦ. Така, стиснеме на овој. Ова е СРЦ протоонкоген или има некои други имиња, се сретнува во овие патишта. Океј. Океј, или во оваа болест е битен, тромбоцитопенија. Намален број на тромбоцити. И така натаму. И гледаме дека има на различни други протеини. И овдека има делови кои што се скратени, кои што може да ги отвориме на пошироко, calcium signaling pathway. Океј? Збори за ова овдека. Ајде да видиме што е тоа. Може да стиснеме, ќе не однесе таму. Еве како и функционира сигнализирање со помош на калциум. Така, повторно, имаш некој си химиски агент, се врзува со најразлични протеини, кои се наоѓаат на мембраната или внатре, и тоа активира низ за други протеини, кои што стигнуваат до одредена цел. Така, во овој случај, не може таму, треба да одне само вака. Во овој случај, тоа е апоптоза, контракција, метаболизам и влијае на други работи. И може и на тие да стиснеш дополнително и таму да видиш нешто. Така. Значи, може да видите дека овие мрежи се доста испреплетени едни со други и интегрирани. Така, ќе стиснеме мапка.
И гледаме, тука има доста протеини кои што активираат други протеини, кои што активираат други протеини. И гледаме овдека и се скратени работи. Например, овдека ова води кон ВНТ Signaling Pathway. Стиснеме да видиме што е тоа. И тука има други протеини кои што сигнализираат на други протеини, со цел да се стигне до некаква цел. Океј. Има една мала работа што треба тука само да се спомне, кога понатаму ќе разгледуваме биосигналните патишта, а тоа е дека имињата на протеините не мора секогаш да се поврзани со патот или да означува тоа што ќе се случи. Зошто? Бидејќи кога ги откривале, првпат кога ќе го открие некој протеин, дека учествува во одреден биосигнален пат, им давал имиња кои што ги поврзува со патиштата. Но понатаму се открило дека тие протеини се поврзани во други патишта кои што се сосема за друга работа, ама имињата останале. Така значи останале тривијални имиња, но понатаму кога почна да се даваат имиња, се ставале имиња кои што понатаму може да се сменат, односно биле PS3 пример. Тоа е поврзано со канцер. Но еве пример е ретинобластома, го крстиле бидејќи откриле битен за создавање на канцер кај окото. После откриле дека е битен за многу други работи кои што не се поврзани со окото, но останало името. Ретинобластома или mTOR. Еве го овдека mTOR. Сега да видиме баш како ќе биде напишано. Mechanistic target of rapamycin kinase. Порано и така и било, но после го сменија, беше mammalian target of rapamycin, односно бидејќи го користеле кај стаорци, кај цицачи. Користеле рапамицин и се поврзало со овој протеин и го крстеле по името на лекот, а понатаму откриле дека е многу битен за многу други работи. Океј. Значи тоа сакав само го спомнам, да ја се збуните кога ќе ги сретнувате имињата. Дополнително може да ги примерите овие плюс P, минус P или во претходниот метаболички пат. Гледате овдека колку има. Минус P, плюс P, овдека овие делови. Океј? Тоа значи дека се додава фосфор или се вади фосфор. Главниот начин на кој се активираат протеини или се деактивираат, зависно од протеинот, е додавање на фосфори, така киназна активност или отстранување на фосфори, фосфатазна активност. Океј? Значи, се додава или се вади фосфор или некогаш се менува структурата на протеинот, каде што се отстранува одреден дел или се прави некоја друга ковалентна модификација. Но главно е со додавање и вадење на фосфори. Сега, ако ова би го сумирале, како би изгледало? Би изгледало следниот начин. Значи, постои некој сигнал кој што пристигнува до дадена клетка. Значи, тука имаме некоја клетка. И овој сигнал обично се поврзува на рецептори или на мембраната, или во самата цитоплазма, или пак во јадрото, каде што ќе предизвика низа промени. Обично тие промени се така што еден протеин се активира, тој активира друг протеин, активира трет протеин, активира четврти протеин. Се така каскадно, се додека не се направи најчесто промена во генската експресија, или може тоа да биде директно действување врз некој протеин, најчесто ензим. Океј? И тоа е главната идеја. Значи, главната идеја е дека имаш голем број протеини, кои што, како еден вид домино, така, едниот го туркаш, тој турка други, турка трети, турка четврти, се до некој ефект. Okay. Значи тоа се мрежа на најразлични протеини кои што голем број протеини играат улога во најразлични метаболички патишта, така што се прикопчуваат најразлични метаболички патишта и биосигнализации. И тоа е една комплицирана мрежа. Како се функционира, не сме сосема сигурни. Значи ние обично изолираме одредени сигнални патиши, ги изучуваме и викаме аха, ова го прави тоа. Но вистината е дека не знаеме се и дека најчесто има некоја сигнализација која не сме предвиделе при некој експеримент и може да даде грешни резултати. Океј, значи сега ако имате главната идеја дека биосигнализирање е еден протеин турка, друг протеин турка, трет протеин, да ги видиме деталите. Океј, сега ќе ги видиме општата слика на биосигнализирање во повеќе детали, а во понатамошните видеа ќе видиме некои главни аспекти на биосигнализирање, на различни начини на биосигнализирање и примери. Што се може да биде сигнал? И простиот одговор е дека се што може да влие на клетката, се тоа може да биде сигнал, но по-конкретно, значи може да имаме физички сигнали како механосигнали, така притисок врз клетката од околината, може да биде електричен стимул, така волтажни промени на мембраната, може да биде светлосен стимул, така некои клетки реагираат на светлина, но најчесто е хемиски стимул. Значи во најголем дел од случаите збориме за хемиски стимул, кој често има биохемиска природа, но не секогаш.
Додека пак хемиските сигнали најчесто се у форма протеини и липиди. Океј? Некогаш може да бидат јаглохидрати, нуклеински киселини, дури и гасови. Значи азот моноксид и јаглерод моноксид може да действуваат како сигнали и ќе ги видиме понатаму во примери. Океј? Има и други молекули кои што не мора да значи дека се со биолошка природа, значи некои лекови, деривати од молекули, иони најразлични можат да действуваат како сигнал. Океј? Но како што реков, најчесто хемиските сигнали се со протеинска природа или со липидна. И кога збориме за липиди, дури тука може да се напомене, но тоа ќе го видиме понатаму, дека липидите може да бидат со стероидна структура, како што се репродуктивните хормони, витамин D и така натаму. Или пак може да имаат нестероидна и малку има разлика во сигнализирањето, како еикосаноидите, кои што се деривати од арахидонска киселина, ќе збориме за леукотриени и простагландини. Но тоа отом потом. Сега, овие сигнали треба да бидат приметени од нешто. Значи тебе кога некој ти седи со јалица, го гледаш со очи, или ако ти збори, слушаш со уши. Епа клетката нема ни очи ни уши, него има рецептори. Океј? Тие рецептори се со протеинска природа, и нели се тоа сложени тридимензионални структури кои што ги примаат овие сигнали. И овие рецептори можеме да речеме дека се наоѓаат на 3 места. Океј? Значи имаш рецептори на мембраната, рецептори внатре во цитоплазмата и рецептори во јадрото. Океј, или пак на јадрената мембрана. Сега, тие што се наоѓаат на мембраната, може да ги поделиме во 3 класи на рецептори. А тие се Г-протеин спрегнати рецептори, ензим спрегнати рецептори и ионотропни рецептори. Или некојаш се ионски канали кои действуваат на одредени сигнали. Сега во различна литература може да бидат поделени во различни групи, зависи од која година литературата која читате, бидејќи некои од тие групи каде што се поделени всушност дека се стајни во една група и така натаму. Например, под ензим спрегнати спаѓаат овие серин треонински фосфатази, тирозинкинази, кои имаше други гуанилциклази и така натаму. Значи различни начини кои што действуваат преку ензими. Мислам, овдека се со ензими, но така се нарекуваат, во таа група се. Така што понатаму во следните видеа ќе ги видиме кога ќе зборам за ензим спрегнати рецептори. Сега, овие рецептори кои се наоѓаат на мембраната, обично се наоѓаат во липидни сплавови. Значи, за ова спомнавме кога зборев за клеточна мембрана за структурата. Значи, тоа се одредени делови на мембраната кои што се составени од поразлични малце липиди и вклучуваат на различни протеини. Значи, овие липидни сплавови се низ целата мембрана и обично има кластери на рецептори на тие места. Добро. Сега да видиме како се пренесува овој сигнал со помош на рецепторите. Осно кој е таргетот и како иде всушност процесот, кој понатаму ќе разгледуваме детално со примери и со одредените класи на сигнализирање. Значи целиот процес на сигнална трансдукција може да биде како што преска спомнав. Значи еден протеин активира друг протеин, активира трет протеин. Сега не е туку така едноставно и не се случува секогаш тоа, но со рецепторите кои што се поврзани на мембраната најчесто е така. Океј? И да напоменеме. Рецепторите поврзани со мембраната најчесто се поврзуваат со протеински сигнали, но не секогаш. Значи има некои липиди кои што се поврзуваат со мембраната, но најчесто, затоа ќе ставам вака ова знакче, се протеини. Океј? Дека во цитоплазмата и во јадрото најчесто се липидни сигнали. И тоа тие кои што имаат стероидна природа. И не секогаш, и тука спаѓаат и тироидните и ретиноинска киселина, но молекули кои што можат да ја поминат мембраната, кои што се обично помали или пак липосолубилни, действуваат во цитоплазмата и во јадрото. Додека тие кои не можат, значи поголеми молекули као протеини, тие се големи молекули, исто не се липосолубилни, се врзуваат со рецептори на мембраната. И сигналната трансдукција, која се поврзува со мембраната, да, иде активација на еден протеин, на друг протеин, трет протеин, но има нешто у првите чекори, во најголем дел од случаите,
што се нарекуваат секундарни гласници. Значи сигналот, самиот сигнал се нарекува примарен гласник, ај тоа ќе го забележам. Тоа е како примарен гласник. Додека сигналната трансдукција во голем дел од случаите се одвива преку секундарен гласник. И овој секундарен гласник, обично кога се изучуваат овие биосигнални патишта, обично се почнува со цикличен АМП, што е аденозин монофосфат, циклична форма, се прави со помош на аденилат циклаза. Ке видиме понатаму со примери, ке ви стане многу појасно. Но освен цикличен АМП, исто постои цикличен ГМП. Океј? Кој е многу поретко се сретнува. Други кои што се сретнуваат се инозитол, 3 фосфат, ИПА3 се бележи, или пак диацилглицерол. Но исто се сретнува и калциум, као секундарен гласник, и во некои ретки случаи и магнезиум, као секундарен гласник. Значи првиве се со нуклеотидна природа, овие се изведени од липиди и овие се јони. Океј? Значи секундарни гласници. И овие ја започнуваат каскалата. Најчесто ова се случува кај рецепторите поврзани со мембраната. Океј? И овој домино ефект на протеини обично се одвива преку додавање или вадење на фосфори, како што спомнав претходно. Така, во некои случаи додавањето на фосфор го активира протеинот, во некои случаи вадењето на фосфор го активира протеинот. Така што не е она додавање активација, вадење гасење. Не, некогаш вадењето на фосфор го активира протеинот за да иде во понатамошните чекори. Значи кога имаме додавање на фосфор, така да речеме оваа тука молекула носи фосфор и го пренесува на следниот протеин. Океј, значи кога имаме пренесување, додавање на фосфор, обично тие ензими кои што го прават тоа се кинази. Океј? Сега овој фосфор кој што беше даден, може би претходно бил изваден од некаде. Така, значи може би тој фосфор бил тука. Така и овој ензим или некој друг го извадил и му го додал таму. Океј? Значи имал фосфатазна активност. Кога имаме вадење на фосфор. Значи некои ензими, тука имало, ќе бележаме вака со црвена боја, имало некој ензим кој што отишол и го извадил фосфорот и го додал тука. Океј, значи имал фосфатазна активност. Значи или пак го имаш овој протеин, кој што кога има фосфор на него, го додава некаде другде, така, значи има киназна активност. Киназа додавање, фосфатаза, вадење на фосфори. И овој протеин сега може да иде кај следниот, да му го прикачи протеинот кај фосфорот кај него, па тој сега се активира, се предвижува, го прикачува фосфорот на следниот. Така, овој сега кога ќе му се прикачи фосфор, ја менува така структурата, така што сега му се ослободуваат некои делови со кои може да се прикачи тука. И се прикачува. И сега изгледа вака. Така, значи овдека вака се е прикачен со фосфорот на него. И овие два протеина сега може би прават комплекс. Океј, значи некои протеини така се лепат едни со други, има одредени домени на тие протеини кои што се конзервирани еволутивно, кои што се компатибилни едни со други. Така и се лепат соодветно. А за да бидат отворени тие домени треба стимулација од друг протеин. Така, значи се е како еден вид слагалица со лего коцки, кај што треба едната биде турната, другата се променува, па сега може овие да се вклопат и така натаму и така натаму. Сега која е целта на целова сигнална трансдукција? Значи цел. Целта најчесто е промена во генската експресија. Но, не мора тоа секогаш да биде случајот, некогаш целта е промена во активноста на одреден ензим или структурата на одреден ензим. Сега, како се врши промена на генската експресија? Значи, како изгледа промената на генската експресија? Значи, нека тука го имаме генскиот материјал внатре во јадрото и на него можат да бидат прикачени одредени протеини. Така, кои што спречуваат транскрипција, понатаму транслација на овој тука ген. Да речеме дека тука има одреден ген. Така? Сега. Оваа сигнална трансдукција може да доведе да некој протеин тука сега влезе, така, додаде фосфор на овој тука протеин, овој протеин сега се откачува
и ако е откачен, така, овој ген може да биде понатаму транскрибиран и трансплантиран и да се смени некој процес понатаму. Тоа е еден начин. Друг начин е да тука нема ништо и потребно е да се додаде нешто со цел да почне процесот или да се прекине. Некои процеси треба да се прекине, така што може би има некој протеин, така доаѓа и се прикачува, така што да спречи експресија. Така, значи, тие се главните начини, каде што одреден протеин или се врзува, или пак се откачува. И за како се постигнува ова, може да биде преку оваа сигнална трансдукција, кај што реков, или пак има некои сигнали кои што действуваат директно на овие протеини. Така, значи, сигнал, односно примарен гласник, може така речеме, може директно да действува на овие протеини или пак да се врзе директно со ДНК. Значи, тоа е начините преку кои се регулира таа генска експресија. И ова понатаму нели си има каскадни низа последици, зависно од кој е сигналот, што се случува и така натаму. Сега, ензимските модификации може да бидат алостерична модификација, каде што нешто се прикачува на протеинот, односно на ензимот, така што ја менува неговата активност, така значи нешто се прикачува, или пак може да биде не алостерична, него може да биде ковалентна модификација. Така што нешто се прикачува потрајно, да речеме, и тоа понатаму действува врз ензимската активност. Значи, ова е принципот на кој функционира биосигнализацијата. Имаш сигнал, се прозува со соодветен рецептор на мембрана, внатре од цитоплазма или јадро, има одреден процес на трансдукција, не секогаш, може директно да стигнува до целта сигналот, и од кога тоа ќе се случи, имаме промена или во генската експресија или некаква модификација на одредени протеини кои што се најчесто ензими. Сега, зависно од каде до каде се праќа сигналот или од кого до кого и која е целта, разликуваме неколку начини кои што може да ги поделиме на просторно-временски различни начини на сигнализација. Првиот е интракрино, каде што самата клетка се сигнализира внатре во самата клетка, од едно место на клетката до друго. Така може од една органела до друга или за некој процес кој што се случува. Значи тоа е интракрино. Вториот начин е автокрино. И ова се случува често кај едноклетчи организми, но и кај нашите клетки, каде што молекулата, односно клетката, лачи одредена молекула во околината со цел да се поврзе со сопствениот рецептор кој што се наоѓа на мембраната, со цел самата се сигнализира. Бидејќи така е поставена машинеријата. Така, значи не може интракрино да иде, него мора автокрино. Значи го лачи, се поврзува со рецептор и сигналот се враќа назад во клетката. И овие механизми ги сретнуваме прилично често кај имуниот систем, но и кај многу други клетки каде што се сигнализира самата клетка сама на себе си. Тоа е како не може да си каже директно, него мора да го напише и да го прочита тоа. Малце изгледа глупо, но така функционира. Третиот начин е паракрино, односно кога клетката сигнализира во својата блиска околија. Така не мора да биде клетката одма до нејзе, но во близина. И ова паракрино сигнализирање се случува доста често со цитокини, но и со наразлични фактори на раст и така натаму, кои што им кажуваат на клетки во околината, например, јас сум инфицирана, спреми се ти и клетката во околината ја подготвува молекуларната машинерија дека има вируси во околина или дека таа е оштетена, па и оваа нели може би да влезе во процес на апоптоза и слично. Значи паракрино сигнализирање е многу битно и се случува доста често. Паракриното сигнализирање во некоја литература се сретнува како синаптичко, значи помеѓу две нервни клетки. Во некоја литература се нарекува паракрино, во некоја е сосема посебен начин на просторно-временско сигнализирање, односно така наречено синаптичко, така што да имате увид дека може и така да го сретнете. Четвртиот начин е ендокрино, и ова е обично тоа што се изучува од ендокринологија, кога збориме за хормони, кога сигналите се хормони. Значи имаме одредена клетка, така која испушта одредена хемиска материја, некој хормон кој што патува низ циркулацијата на некоја си релативно подалечно место и најчесто до различен вид на клетка, друго ткиво и се поврзува и сигнализира таму. Океј? И тие се главните 4, но постои уште еден пети во некоја литература, односно тоа е јукстакрино, односно непосредно сигнализирање, и ова повторно се случува многу често со имуниот систем, каде што сигнализирањето е помеѓу
две површински молекули, значи молекули кои што се наоѓаат на мембраната и доаѓаат у контакт една со друга, се поврзуваат и понатаму следува сигнал. Нели внатре во клетката. Значи каде што молекули на површината на мембраната се поврзуваат едни со други. Че вака се поврзува МХЦ или со клеточниот рецептори на различните костимулаторни молекули и така таму и така таму. Значи има многу за тоа се збори, тоа е имунологија, но тие се 5 главни начини за просторно-временско сигнализирање. Интракрино, автокрино, паракрино, ендокрино, јукстакрино. Сега да ги видиме на кратко 5 одлики на сигнални трансдуцерски системи. Океј, значи специфичност. Ова нормално треба да се дое без кажување, така да сватите дека рецептор кој што се врзува за еден сигнал, логично е дека се врзува само за тој сигнал. Иако не е баш ова 100% баш така, но еден рецептор треба да се врзува со еден сигнал со цел да се даде одговор соодветен. Така, не може со два различни сигнала, а ќе се даде истиот одговор. Така, значи може да се случи, но тоа е поради кросреактивност или одредени реакции, или каде што сигналот е скоро идентичен, па се врзува со истиот рецептор. Следно е амплификација, засилување на сигналот. Така, ако има одредена молекула и се поврзе, и ако тоа е еден мал сигнал, тој ќе се изгуби вревата од сите други останати сигнали. Така, бидејќи у клетката има многу сигнални патеки кои што сите се случуваат истовремено. Океј? И сите се вклучуваат слични протеини кои што се одираат едни од други. Така што одреден сигнал треба да се амплифицира доста често, не секогаш, со цел да се постигне посегуваниот ефект. И ова е спад со сите тие домино ефекти кои ги зборевме, бидејќи голем дел од овие се ензими и кога ќе се активира еден ензим, он не активира еден протеин и застанува. Така, значи он кога ќе се фосфорилира некој ензим, така и се има фосфор на него и е активен и почнува. Активира еден протеин, па пак шета, активира друг протеин, активира трет протеин, се додека не му се откачи фосфорот. Значи, кога ќе се активира, он се следи, се активира, се додека не се откачи фосфорот и тогаш ќе ги прекине. Значи, сигналот се амплифицира подолго време. Сега, ако пак не ви е јасно што мислам со тоа. Вака, кога го имаш овојов дека, така, ајде да земам со црвена боја. Овој тука протеин, он сега е фосфорилиран, така, киназа му ставила фосфор. Он сега е активен. И он сега може да иде, ако има некоја протеилитичка активност, така, иде, влијае на овој, влијае на друг, влијае на трет, влијае на четврт. Цело време тоа ќе го прави се додека овој фосфор не се откачи. Некогаш самите протеини имаат способност да си го откачуваат фосфорот, бидејќи имаат таква фосфатазна активност, но не се толку ефикасни, така што им треба подолго време да си го откачат и се додека тоа не се случи, они го амплифицираат сигналот. И ќе видиме кога ќе збориме за рас, за СРЦ, и тоа е поврзано и со канцери. Ако не го откача фосфорот, може да забега процесот и имаш после неконтролирана клеточна делба, ама ќе видиме со примери тоа. Модуларност, тоа е, како да го објаснам, дека одредени протеини кои ќе ги измениш, они може да се прикачуваат со едната страна со еден протеин, со другата страна со друг протеин. И исто на местата каде што се прикачуваат фосфори во целиот процес, може лесно да се контролира процесот. Океј? И да се заменуваат, ставаат делови како лего коцки. Десинзетација, односно адаптација, нормално, ако има одреден сигнал кој што доаѓа постојано, треба да се контролира тоа. Има негативни фидбек механизми, не секогаш, не за се, и не ги знаеме сите, каде што ако стига постојано сигналот, односно имаш некој сигнал, така, тој влијае последователно со големи генска експресија на одреден протеин, и сега имаш повеќе од тој некој си протеин, така ќе речеме протеин Y, небитно, и тој сега негативно го контролира, негативен фидбек, рецепторот. Го зима и може би прави да се интернализира, да се внесе внатре у клетка, да не биде на мембраната, или пак ја намалува генската експресија на рецепторот, така значи цел процес каде што сега помалку ќе се прави од тој рецептор. Како и да е, обично има негативни фидбек механизми, така што ако нешто постојано се стимулира, помалку и помалку е ефективно стимулирањето. Океј? И тоа е многу битно. Тоа е многу битно. Интеграција, тоа значи дека ако стискаш газ и кочница, ќе победи тоа што повеќе го стискаш. Односно, имаш некоја клетка,
Така? И има одреден пат преку овој рецептор кој што кога се врзува со не знам кафенов стимул, ја тера клетката да прави од протеин Y. Океј? Додека има друг метаболички пат кој што се врзува со некој виолетов сигнал кој што намалува создавање на Y. Така, значи ова намалува, а ова зголемува. Што ќе се случи? Ќе се прави Y или нема да се прави? Ако истовремено се врзи и кафеното, со бела боја, се врзи и кафеното и виолетовото. Ќе се направи или нема да се направи? Па зависи од што има повеќе. Океј, може би тука има 30 кафени кои што се поврзани на 30 рецептори, а тука има 3 виолетови кои што се поврзани на 3 виолетови. Значи повеќе ќе има од овој сигнал. Океј? Значи ќе победи правењето и ќе се направи. Значи сите тоа се процеси кои што се интегрираат во низа чекори. Овие тука се испреплетуваат со најразлични протеини и кој сигнал повеќе ќе победи, тоа ќе се случува. Во ред? Значи тоа е интеграција. Дека сите овие сигнални патеки се испреплетени на одредени места, така преклучни точки, и што понатаму ќе се случува зависи од каде доаѓаат повеќе сигнали во таа клучна точка на раскрсницата. Океј? Добро. Сега ќе разгледаме некои слики за тоа што го зборев. Значи имаш екстрацелуларна сигнална молекула, така не мора секогаш да биде екстрацелуларна, може да влезе внатре. Се поврзува со протеин, обично мембраната, бидејќи обично сигналот е протеин. И понатаму има цела каскада, обично првично почнува со секундарни гласници, па тоа понатаму фосфорилира или отстранува фосфори, има цела каскада и тоа стигнува некој ефектор, најчесто е измената генска експресија, може да биде променета ензимска активност или пак функционалност на некои протеини или структура на некои протеини. Океј. Значи тоа е главната идеја. Кога зборевме за мембрански поврзани рецептори, значи збориме за Г протеин спрегнати, така, ензим спрегнати рецептори или ионотропни. Океј? Тие се трите главни класи на сигнализирање со мембрански поврзани рецептори. Сега сите овие протеини во сигналните патеки кои што се интегрираат, бидејќи рековме се ко домино коцки, ко лего коцки, кои што се приклучуваат едни со други, имаат одредени домени во нивните протеински структури кои што се приклучуваат добро едни со други. Така значи има откриени се протеински домени кои што се прикачуваат, најпознати се обично SH2 и SH3, но нели има и многу други. Например, имаш одредени протеини кои што се поврзуваат со одредени модуларни домени, кои што се прикачуваат на одредени места и прават одредени структури. Тука имаме нешто што претходно не го спомнав, а тоа е дека при дејствен сигнал, кога имаме променена генската експресија, тие се обично поспори, додека кога имаш промени на протеинско ниво, најчесто ензими, тоа се побрзи одговори на сигналот. Сега, ова е битно, бидејќи например те нападне лав, ти не можеш сега да идеш промена генска експресија со сати да направиш некој протеин, треба нешто побрзо да се случува. Значи треба да се действува на ниво на протеини. Имаме тука примери за како функционира негативен фидбек и позитивен фидбек. Повторно, слично, позитивен, негативен фидбек, можете да си ги разгледате сликите на различни начини на кои може да се десензитира рецепторот, да се адаптира. Преку негативен фидбек да се внесе внатре во клетка, преку ендозоми да се деградира. Овде имаме, чекам проместам камерата. Имаме просторно-временско, као иде интерцелуларно сигнализирање, може да биде контакт зависно, односно јукстакрино, може да биде паракрино, може да биде ендокрино или синаптичко, каде што во некоја литература синаптичкото е исто што и паракриното. Сега, освен овие интерцелуларни, постојат интрацелуларни, односно интракрино, внатре клетката и автокрино. Океј. Ова е за интеграција дека на различни сигнали може да се добијат со цел клетка да прави различни работи. Така, некои се константни, некои се дополнителни, и ако има повеќе од едните или другите, ќе се случи со одветната работа. Океј. Тоа е главно се што сакав да кажам за прво видео за биосигнализирање. Во следните видеа ќе разгледаме подетално и со примери, значи Г протеин спрегнати рецептори, неото сигнализирање, ензим спрегнати, ионотропни,
Ќе знаеме за нуклеарно сигнализирање, ќе имаме примери за сетилна трансдукција, иако имам многу примери, мислев да зборам и за онкогени, мислев да зборам за клеточен циклус, бидејќи тоа гледам дека го има у книгата ова Ленинџер, но мислам дека тоа повеќе одговара под молекуларна биологија. Исто мислев дали да зборам за сигнализирање кај растенија, тука е интересно за ауксини, гибелерини, цитокинини, етилени и така натаму. Има многу работи таму што не се знаат, иако се многу интересни растенијата. Или исто има сигнализирање кај микроорганизми, као се снаоѓаат во средината, кај на различни протозои. Но, окей. Некогаш друг пат тоа. Може да си ги разгледате го примери, но се е тоа исто. Значи процеси кај што еден протеин активира друг и треба само да се научат на памет. Уред, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување.